Јас сега ќе ставам рака вака у джеп, малце за да личам на Раде Шербеджија, за побрзо да ве шармирам. Фатил дедо пичица, горе на галичица, ја однел на јабланица, ја најал со гибаница, за стебло на кораб, ја врзал со чорап, а кога ја однел на шара, ја направил попара. Добра песна, вегаја. Чек, 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 има уше. Како радеше рече. Штом дедо боцна путена шара, тргна веднаш кон Солунска глава, да наостри долга ашима здрава, на девица росна да ја го клава. Па на Вардарот слезе спотнат и стресен, виде момиче со струк тесен, ја истресе дедо одгашти сета, кон гола клетна да вјане селанка клета. Но попат скршна кон славното ниче, да сретне кршно моме хатидже. Дедово изгледа работел по рамковен. Процентуална застапеност, соживот, релаксирани меѓуетнички односи, али да видиме што се десило со хатидже. Хатидже пишти, моли и гребе, остај ме дедо да дојдам на себе, па дедо ја смени со висока слаба, крај студен поток на планината Баба. Зеде дедо двоглед во рака, да најде дунде што му се сака, па на беласица ја виде оно јоко, смежурана грда и со едно око. Море дедо, рече Јоко, жена бев на Ленон Џон, ако ми го клаваш, клај ми го без кондом. В колиба стара, негде на бистра, клечи моме, се моли на Христа. Наврата дедо 3 пати тропна, таа го пушти, тој и го опна. Бискотници се слушна од Галичник до река, над Велестово стојна деда го чека. Стојнеле, стојне, по тебе горам, слечи гашти за да те орам. Појде дедо и на Битолско бајро, циганчица млада си го виде ајро. Ја крена дедо со сета сила, од кревањето тешко го фати кила. Изкилавен сиот зеде да кочи и ташаци да лади на пелистерски очи. Јака песна, образовна, чиста географија. Абе, ману е тоа, ману и све е можно. А после разбрав дека следната година академиков конечно добил венец. Али не од струшките вечери на поезијата, туку од најблиските. И така јас сега чекам на шалтер да се вратам на причава со тоа мокраќата, која пред мене една артифицијална плавуша дојде на тазе од Скопје, од некој свирипичин, од Долнодупен или може од Куратица, не ја прашав. Дојде до шалтеров и вика на сестрава: "Мори, сестро, примероков од Лајново мое, со лажичево да го земам од Кенефот или директ да си го соберам од Газов? Оти на врата на нишо не пиши." А оваа сестрава ја гледа као да добила прашање за $1.000.000 и вика: "Гледај да си го земеш директ од Газот, ич да не му ја мислиш." И у тој хаос така ја доаѓам нели на ред. Да, мокраќата, ови одма ми земаа бриз крв што требаше таму, ми даваат бројче и ми викаат: "Ке доеш по резултатите у петок меѓу 1 и 2. А лал да му е, бе, викам, кој го смисли ова зимање резултати меѓу 1 и 2? Од цел ден работа, они зимаат резултати меѓу 1 и 2. Абе, викам,
замисли да работам до 5 саат у некоја фирма. Резултати јок. Замисли да работам у некоја, да кажеме, владина институција, да кажеме у Министерство за здравство. Тамо се работи до 7. Која ја ќе земам резултати? Никојаш. Ја така се нервирам и ми текнуе. Викам, ова зимањево резултати меѓу 1 и 2 е сигурно усогласно со новите реформи у здравството. Нема губење работни часови. Меѓу 1 и 2 си на пауза и тогаш одиш на шалтер, нели да си земеш резултати од мокраќа. И викам, шом се мора, така се мора, викам, морам и ја да се реформирам као пациент. И јас, нели, одам у петок, тачно 1:15, се нацртуjem тамо на шалтер, нели, а оваа сестрава се задубила у тоа хартиите као ној и не ме ни регистрира. Дури после 10 минути крева глава, ја у тој момент се наведнуjem вака на шалтерот, како што треба, како што смислила државата, нели сите да се наведнеме на шалтерот, и пуштам осмех како секој просечен македонски пациент. Добар ден, може да ги земам резултатите од мокраќа? А она ме гледа као да сум дошол по резултати од психијатрија и ми вика не може. Ај почекав 5 минути, реков, совеста на медицинскава сестра ќе проработи, ќе ми се обрати, нели? И тогаш ми светна. Тогаш ги открив 3 најголеми вистини за медицинските сестри. Под број 1. Медицинската сестра нема совест. Под број 2. Медицинската сестра реагира дури по 5-тото викање. И под број 3. Медицинската сестра може највише да ти заврши работа у болница, али само ако сака. А оваа мојава немаше абер од сакање. И викам, се извинувам, може да ги земам резултатите, овде пише меѓу 1 до 2 дека ги давате сега 1,5. А она па ме погледнува као да гледа говно и ми вика, не може. А зошто викам не може? Не може, бе дечко, зашо не се стигнати. Добро бе, викам, а која ќе стигнат? Види бе дечко, па резултатите не се пици, па сега ќе ги ставиме да се печат, па ја ќе ти кажам ќе стигнат за 15 минути. Ќе стигнат, кога ќе бидат готови и кога ќе ги донесат. Добро, викам, а кој знае кога ќе ги донесат? Види дечко, некој може знае, али ја не сум таа. Па добро бе, викам, зашо сте напишале тогаш дека давате резултати меѓу 1 и 2? Така бе, дечко, ние даваме резултати меѓу 1 и 2, ама ако се стигнати и ако ги донесат. Кога не се стигнати и кога не се донесени, ќе си доеш следниот петок од 1 до 2. Абе, викам, ова има муж дома или одамна го има пратено у Бардовци? И тама ја да отерам у 300 пички мајчини, еден позади мене пациент вака ми прави, и јас се вртам, он ми се бувна у лице и ми вика, се извинувам, ова е шалтер за мокраќа? Не му викам, ова е шалтер за тренирање нерви. И он опцу се сврти и си замина. Ја тргнав по него, али оваа сестрава позади ми вика, господине, почекајте, вашите резултати туку што пристигнаа, дојдете да си ги земете на шалтер. Ако сте задоволен од нашата услуга, притиснете на црвеното копче. Ако сте делумно задоволен од нашата услуга, притиснете на жолтото копче. А ако воопшто не сте задоволен од нашата услуга, во што јас не верувам, стиснете на црвеното копче. Мрш пизда ти матер. Ги земав резултатите, искочив надвор, ги проверувам крвта, бели, црвени крвни зрнца, хемоглобин, седиментација, све уред. Тоа мокраќата чиста, кој да сум пиел варикина пред мочање. Проверувам брис од грло, од нос, нема изолирани патогени бактерии. Брис од грло, опа, тука застанав. Читам и не ми се веруе. Викам, го наебав. Ешерихија коли. Абе, викам, еднаш излижав погрешен сладолед у животов и отидов јабана. Бати херојот. Шо ќе му кажам на Свети Петар горе кој ќе ме праша од шо сум рикнал? Шо ќе му кажам без живи срамотилоци, бе? Свети Петре, ја рикнав од лижање сладолед. Абе, човеков ќе се утепа од смеење, бе, недела дена нема да врши прием од рајот, у рајот што ќе се клешти, бе. Како, од шо рикна? Викам, од лижање сладолед на кој што капеше вода од еркондишено, кој што се какаа гулабите. Ај бе, не јади гомна. Вика, го гледаш оној тамо? Викам, го гледам и шо?
Вика, он имал 15.000 жени. Од 15.000 првата фатил Сида и умрел. Бачиште невидено, херојска смрт. Него, вика, му давам бенефициран престој у рајот и дозвола за споменик на кој плоштад сака у Македонија. Вале ќе му го прави за 600.000 евра. Ситно. А вика, го гледаш оној другиот, шо бе му викам тој? Вика, тој 3000 пути скокнал со падобран. Имал 20 жени, 10 мужи, 3 магарици, 2 овци, 1 кобила. Му се родиле 20 деца. 3001 пут не му се отворил падобранот и умрел ко фраер, бе. А не ти си умрел од лижење сладот на кој што капела вода од еркондишн, кој што се какале гулабите. А иди бегај. На тоа ми текна ја кога искочив од таа државната лабораторија и кога прочитав у резултатот дека ми е изолирана Ешерихија коли или што би рекол Берлускони бактерио молто популаре.